Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. И во денешното видео ќе зборуваме за трите фази на свесното родителство, кои што се напишани во книгата, во најновата книга на Шефали, која што се вика родителска карта. Секоја фаза овде вклучува раст во одреден аспект од родителот и првата фаза таа е нарекува од фрустрација до јасност, и ова фаза започнува со расчистување на несвесните родителски верувања, до несвесните начини на родителствување. И таа вели дека родителите навистина се длабоко индоктринирани и образувани преку културните верувања за тоа какви треба да бидат нивните деца, кои треба да бидат нивните деца, и овие верувања предизвикуваат кај родителот да се наметнат такви стандарди и очекувања за децата, кои што на некој начин ја нарушуваат способноста кај родителот да може да се поврзе тој сам со себе, значи да се поврзе со својата суштественост, со својата автентичност. И се додека родителот, значи, не дојде до тоа ниво, тој не ќе може едноставно да биде спремен да навлезе во една подлабока врска со своето дете и да ја увиди неговата автентичност. Втората фаза, таа ја нарекува од дисфункционален модел до свесни избори, и овде Шефали изложува како родителите преку своите собствени минати шеми и модели на однесување го условуваат целокупниот начин на живење и носење на одлуки во врската со своите деца, без тој да биде присутен и свесен за сето тоа. И исто така таа во оваа фаза ги образува, ги учи родителите како да ги прекинат тие минати образци, и за да можат тие да влезат во едни своји нови свесни одлуки и избори кои што ќе бидат согласни со родителската автентичност, и каде што родителот ќе може да се чувствува дека е присутен и дека е свесен во сегашниот момент, значи во овде и сега моментот, и кога е, значи, тој постанува таков свесен, автентичен родител, многу брзо ќе може таа автентичност да ја пренесе кај своите деца и неговата врска да биде многу моќна, исполнета со исто така автентично однесување кај своите деца, затоа што таа негова автентичност последователно ќе се пренесе и кај неговите деца. Третата фаза пак се нарекува од конфликт до поврзување, и овде ова фаза во целосно е насочена заради градење на една поголема поврзаност на родителот во врската со своето дете, во односот со своето дете. И Шефали вели, овде родителот ти ќе можеш многу подобро да ја декодираш комуникацијата со детето, за да можеш да се поврзеш со него на едно подлабоко ниво. И исто така во секоја фаза постојат чекори кои што родителот може да ги следи, за да му се, значи, самиот тој да си помогне на себе си да ја достигне својата цел, тоа е свесно родителствување. Меѓутоа таа промена не може така лесно да се случи преку ноќ, туку родителот ќе мора да многу добро да ги разбере, значи да разбере суштинската содржина на сите 20 чекори кои што последователно се јавуваат низ трите фази. И низ целата содржина ќе може да се случи родителите кај нив да се јави едно чувство на срам и вина, затоа што преку примерите кои што Шефали ги дава низ сите чекори, родителите ќе се сетат секако на голем број на минати моменти во каде што потфрлиле тие со своите деца. Меѓутоа таа вели, навистина ве молам, драги родители, тие, иако кога ги чувствувате тие чувства, знаете дека тие се природни, тие се нормални, и токму поради тоа јас силно ве повикувам во таквите моменти да имате многу голема сочувствителност спрема вас, да бидете нежни спрема вас кога се појавуваат ваквите чувства. И таа ја цитира една американска поетеса, борец за човекови права, која што се вика Маја
Енджелоу и незиниот цитат гласи: направете го најдоброто што можете се до моментот кога ќе знаеш подобро. И тогаш кога ќе знаеш подобро, направи го уште подобро. И затоа таа вели: бидете родители љубовни, бидете добри спрема себе, бидете нежни спрема себе и запомнете дека токму сите тие моменти на несвесност вас ве донесле денес до содржините на оваа книга. Затоа што кога родителот ќе се обидува тој да сака да ја менува динамиката на минатите, динамиката со своите собствени деца, тој итекако не е свесен дека со тоа ја менува и динамиката на претходните генерации. И затоа вели: бидете навистина нежни спрема себе, затоа што не постои дестинација која што треба вие да ја достигнете заедно со вашето дете, или родителствувањето не представува трка на која што треба да победите. И при тоа ни целата книга ќе забележите дека јас сум цело време со вас и навивам за вашата нова свесност и за вашиот нов раст и развој и напредок кон свесност со вашите деца. И таа и спомнува, пишува во книгата дека никогаш во животот таа не сретнала идеален родител, перфектен родител, додека била присутна во терапија со илјадници родители, и затоа таа вели дека со сигурност можам да тврдам дека секој родител кој што дојде кај мене или беше измачуван, или беше во конфузија, или беше во едно големо сомневање со себе си, и токму поради тоа не можете само да проектирате совршенство врз другите, меѓутоа не постои совршен родител, и доколку сакате да проектирате совршенство и врз мене, веднаш да го отфрлите сето тоа, затоа што едноставно јас ви помагам вас, затоа што очајно барам помош за себе од ваша страна, затоа што јас имав голем број на чувства слични како вашите, и јас бев ист родител како вас и како и сите родители останати во светот. И токму поради тоа што сватив дека родителството секојдневно е се поприсутна дилема, проблем за сите родители, од тука сватив колку навистина е клучна потребата и колку е длабока потребата за еден свесен родителски водич за родителите, и затоа токму ја напишав оваа книга Родителска карта. Драги родители, тоа би било се за ова видео. Настојувам овие видеа да ги правам пократко. Мислам дека на тој начин би можеле подобро да ги разберете. И веќе од следното видео започнуваме со презентација на првата фаза на ова долго патување, и останува да ве поздравам, да ви се заблагодарам за вниманието. Се гледаме.